Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Гласни звуци, изобилство од мотоцикли, рок музика и насмеани лица. Ова беше сликата што Свети Николе ја покажа викендов за време на 7-миот интернационален мотособир. По 2 години пауза поради пандемијата со COVID. Годинава повеќе од 60 клубови од земјава регионот, но и пошироко се вратија во новиот парк во Свети Николе, а над 500 мотоцикли продефилираа на традиционалното дефиле низ градот. Возниот парк не остави никого равнодушен. Организаторот Борче Серафимовски од мотоклубот Свети Николе вели дека за еден мотоциклист мотоциклот е од непроценлива вредност, без разлика на тоа колку пари чини. Колку што можевме да забележиме во овие 2 дена, значи имаме различен тип на мотори, сепак типот на мотор зависи од карактерот на возачот, на мотоциклистот, така да еве видовме значи интересни мотори, од спортски мотори, патнички мотори, баш сега забележив една група на кастом чопери, значи тоа се специјално изработени чопери по желба на собствениците и нормално најзачестени или најчесто се јапонските марки, BMW германската марка и видовме по некој Harley Davidson. Мотоциклот за мотоциклистите представува слобода и посебна врста љубов. Во моторџиството, како што вели Јулијан Емилов Петков од мотоклубот Нокни волци од Бугарија, не е значајно од која професија доаѓаш, а нема ни место за политика. Политиката си е за другите хора, кои ги вълнува. Нас не вълнува да има студена бира, рок-н-рол, пријателство, дружба и добро настроение. Во паркот имаше изобилство од пиво и скара, па прашавме колку алкохолот и моторот одат заедно. Игор Тимчевски од Кумановскиот мотоклуб Мечки вели дека како што пивото треба да е надвор од моторот, опремата мора да е на моторот. Одат заедно, моторот ќе си стои паркиран, пивото ќе се пие, кога пивото ќе излезе се качуваме на мотор, се така од почеток. Со него се согласува и Владимир Тунтев од Скопскиот мотоклуб Вепар, кој вели вози уште од дете и моторџиството за него представува нешто најдобро на планетата. Не знам, ја цел живот возам мотори уште од дете, не знам колку 600-700 илјади имам поминато. Моторџиство представува дружба, колегијалност, хуманост, заштитната опрема више можам на своји 57 години да кажам, со сите мои падови вама тамо више игра клучно значење, нарошто поради зголемување на сообраќај и поради зголемување на све сум. Мотоциклистите велат дека за еден човек да биде моторџија, треба да е роден таков. Тоа се гени. Гени, нели волја за мотори. А гени за мотори во Свети Николе видовме дека имаат и многу девојки. Анита Тодорова од Скопје, која со години вози мотоцикл, вели дека моторџиството и не е машки свет како што генерално се замислува. Да си жена во моторџискиот свет е привилегија многу. Пред се ако имаш, ако си адреналински човек, ако ја сакаш слободата, ако сакаш ветрот, онда ќе се преодредиш за моторџиство. Има. Во Скопје има и тоа баш убави онакви моторџики кои што возат големи мотори, не сум само ја таму. Мотособирот и годинава како и секоја друга. Освен мотоциклисти собра и голема бројка посетители од сите градови. На 20.000 посетители викендов уживаа во добра рок музика, а главна звезда на овој собир во сабота навечер беше една од најпознатите рок групи на поранешните ју простори – Дивља јагоде. Дека Свети Николчани живеат за интернационалниот мотособир, потврдува и градоначалникот Дејан Владев. Тој вели дека општината ќе продолжи да го поддржува овој настан, кој го заживува градот. Свети Николе живее денес, Свети Николе денеска е центар на збеднувањето во Република Македонија. Свети Николе денеска е центарот на рок хепенинзите, као што нема во никој друг град во Република Македонија. Ја искористувам оваа прилика да ја изразам огромна благодарност до мотоклубот од Свети Николе, до председателот Борче Серафимовски, без кој овој настан немаше да биде ваков како што се однесува денес. Општина Свети Николе секогаш било покровител, мал помагач на овој настан, секако заслугите најголеми 90% се на мотоклубот од Свети Николе, ние сме само можеби сосема мал помагач на овој настан,
но барем ја додека сум градоначалник, ќе гледам во наредниот период многу повеќе да помогнат, дали од финансиски, дали од организациона смисла. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk